Почитувам председателе, почитувам премиер, почитувани представници на владата, почитувани дами и господа. Благодарам на навремениот одговор, меѓутоа сакам веднаш на почетокот да истакнам дека не сум во потполност задоволен од одговорот. Заради и јавноста би повторил дел од прашањето, а кое се однесуваше на подобрување на здравствената и социјалната положба на пензионерите, особено за оние со ниски примања. Под прво, прашањето беше кога владата планира да го зголеми лимитот за ослободување за партиципација на лекување во болничко лекување, кој сега изнесува 14.000, а би требало најмалце да биде 20.000. Во вашиот одговор истакнувате дека Министерството за здравство во соработка со Министерството за труд и социјална политика ја следи состојбата со движењето на минималната плата и пензија и дека во идната календарска година ќе преземе мерки и да изврши анализа на фискалните импликации и ќе продолжи соодветен лимит за ослободување на пензионерите од плаќање за болничко лекување. Значи, нема конкретен одговор кога, не го кривам овој министер, затоа што ова веќе се проблем е актуелен веќе подолго време. Не сум задоволен затоа што не давате конкретен одговор, бидејќи Македонија е земја која граѓаните од својот джеб највеќе издвојуваат пари за болничко лекување во Европа. Второ, кога Министерството за здравство конечно ќе почне со изработка на нова листа на лекови, така наречена позитивна листа на товар на фондот за здравствено осигурување. Постоечката листа е стара околу 15 години. Во вашиот одговор исто така потенцирате дека е донесен нов правилник за начинот и методологијата за утврдување на листата лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување, што е охрабрувачки факт. Меѓутоа не сум потполно задоволен, затоа што реков ова листа е веќе стара 15 години. И трето, во тоа прашање беше дали државата ќе помогне за да инвитро биде подостапно бесплатно во однос на така наречени скриени трошкови, како што е тоа во другите соседни земји, во Србија, Хрватска и така натаму. Благодарам уште еднаш, најверојатно во иднина ќе имам уште прашања во